Коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ ги објави листите на кандидати за пратеници за престојните вонредни парламентарни избори. На неа првиот човек на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Иван Иванов се најде на 11-та позиција, што е помалку неочекувано со оглед на изминатите изборни искуства. Но во врвот на партијата никој не крева врева за доделеното место во втората половина на листата, бидејќи стратегијата е јасна да се освојат над 13 мандати кои ќе придонесат за исполнување на желбите на партискиот врв во Скопје за 62 места во Републичкиот парламент. Освен тоа, доколку ВМРО ДПМНЕ победи, сигурно е дека најмалку двајца од предложените на листата ќе одат на повисоки функции во новата влада, што ќе има возможи на пониско пласираните влез во пратеничките клупи. Во ВМРО ДПМНЕ во Кочани се сигурни дека ваквата позиција дополнително ќе ги мотивира активистите и членството да одработат максимално во предизборната кампања. Изненадувачки добра позиција доби кандидатката од Виница Магдалена Манаскова, која се наоѓа на 6-то место на листата во изборната единица број 3. Уште повеќе затоа што во трка со екс-пратеничките, таа ја доби довербата на партискиот врв и претседателот на партијата Никола Груевски.